Здрава животна средина, нови работни места од странски инвестиции, безбедна храна и пијалоци се само дел од придобивките кои може да ги очекуваат македонските граѓани од приближувањето на земјава кон Европската унија. Но од друга страна, македонците ќе мора да сменат и дел од традиционалните навики. Како и кога се фрла ѓубрето, како се троши водата. Или онаму каде што веќе мора да се направи отпад, тогаш ќе мора да се направи систем како тој отпад ќе се селектира. Ќе треба да чуваме хартијата, да речеме, до четврток, биолошкиот отпад до петок, ќе треба да чуваме стакло за да изфрлиме секој понеделник, за во вторник да може да го соберат и така натаму. Македонија на техничко исполнување на работите ја доби препораката. Сега ќе треба меѓутоа да покажеме малку повеќе од техничко исполнување. Според Стојковски, освен селекцијата на ѓубрето со приближувањето кон ЕУ ќе треба да се изменат и редица други навики. Меѓу другото, строго ќе се контролира начинот на кој се колат животни по домовите, домашната ракија нема да смее да се продава, а домашните кашкавал и сирење ќе ги снема од пазарите. Граѓаните пак уверени дека веќе се речиси на висина на очекувањата. Па доволно остапки правиме, нема потреба повеќе. Треба они да се сменат према нас, не само ние да се менјаваме. Па ние сме сменети, ние по европски идеме, нашиот премиер знае што треба да работи и тоа е, по него идеме ние. Па треба још да се поработи, ја мислим, по мојски да се работи уште, али ја мислим да смо за прием. У сваки случај дуго чекаме, ама ја мислим да сме дочекали. Додека некои европски закони ќе сменат некои од традиционалните навики, одредени ќе удрат по џебот на граѓаните. Земјоделците ќе мора да користат нови поскапи ѓубрива, фирмите ќе мора да инвестираат во екологија, цена што на крај ќе ја платат потрошувачите. Една од работите која најмногу ќе го погоди џебот на граѓаните се чистиот воздух и намалената бучава. Сопствениците на популарните југовци, стокецови, тристачи и така натаму ќе мора да инвестираат во своите возила, да намалат нивната бучава и испуштање на издувни гасови, за да можат воопшто да ги регистрираат.